Петров што по ВАР проверката во 58-та минута во 1-1 го претвори Стоилов со својот прв погодок сезонава. Само што влезе во игра по 10 минути Ивановски им донесе повторно предност на Кавадарчани со својот втор гол, откако беше тоа убава акција, шутираше Стојковски, одбрани Јанков, Ивановски реализираше. Тиквеш имаше меч топка за 3-1, Садик по грешката на Јанков не успеа да го лобува и да го погоди празниот гол. Македонија Ѓорче Петров пропусти можност во 87-та минута преку Глишич, кој беше добро блокиран да отиде со бот во Ѓорче Петров, но во 95-та минута уште една шанса за домашните фудбалери. Акабуезе од мртов агол се реши да шутира, го погоди Јанков, иако го имаше осамениот Мишев. Со втората победа Тиквеш ќе се префрли на 8-та позиција со 8 бода, еден помалку од Македонија Ѓорче Петров кој има 5 порази, ќе остане на 6-то место. Почитувани гледачи, благодарам за вниманието, со потсетување дека денеска можете да ја гледате и снимката од дуелот меѓу Арсими и Шкупи, а утре пренос од дербито